Оддалечен само 30 на километри од Скопје, на само 30 минути возење со автомобил по тесен, но асфалтиран пат преку Маркова сушица, се наоѓа националниот парк Јасен. Распространет на околу 32.000 квадратни метри површина, најчесто со шума и пасишта, како и голем број на пократки неасфалтирани патеки. Распостелан долж вештачката акумулација Козјак и реката Треска, Јасен е туристичка мека во регионот, богатство на природата, вистински благодет за човекот. Штом дојдете тука, на надморска височина од 1200 метри, имате чувство дека сте влегле во друг свет, во кој нема луѓе, туку само недопрена природа. Јасен почнува од локалитетот Тивање на целото Горна Матка, докаде што е изграден асфалтен пат, а завршува кај селата Белица и Тажево, во близина на Македонски Брод. На запад е омеген со реката Треска и Сува гора, а на исток со високиот планински срт на Јакупица. Теренот е ненаселен, со густа дабова шума, испресечен со длабоки долови и јами. Во рамките на ловиштето се среќаваат голем број на ретки ендемични и загрозени видови од животински свет. Во ловиштето од крупниот дивеч се застапени срна, обичен елен, муфлон, дива свиња, дивокоза мечка. Има и 18 рисови, но за нив има забрана за лов. Поголемиот број на дивеч се наоѓа на отворениот дел на ловиштето, каде што со најголем број се застапени дивокози. Ловиштето Јасен спаѓа меѓу 10 најдобри ловишта во светот. На што се должи таа атрактивност за посетителите? Па се должи на тоа што богато со дивеч превладува балканската дивокоза и атрактивна и идат од светот барат да се улови. И поради тоа највише. Со каков дивеч располага? Па располага со повеќе дивеч, има дива свиња, дивокоза, елен, срна, мечка се наоѓа, рисина. Кој е најскапото животно уловено тука? Па најскапо животно мислам дека е еленот, обичниот елен, а иначе после него иде дивокозата, а дива свињата. Еленот си носи своја, да речеме, своја цена, се зависи од трофеот. Мислам дека според мене, дока е 7.000 евра, има платено за. Ловната сезона од прилика кога трае? Ловџиите имаат ли интерес за доаѓаат? Да, ловната сезона е сега, да речеме, јесен почнува и се заинтересирани многу, странци си прават договори, се договарат да дојдат ловат и така. Јасен е изграден во 1947 година по наредба на Лазар Кулишевски, како место за состаноци на републичкиот и тогашен државен врв. Една година подоцна, Јасен бил прогласен за заштитено подрачје, а речиси 6 децении бил воена зона. Чест гостин во него бил Јосип Броз Тито, кој покрај важните политички инструкции кои му ги делел на Кулишевски, а подоцна и на плејада македонски политичари од минатиот режим, тука заедно со нив богато се забавувале со лов. Иако дискрецијата била пред се за личностите кои ги користеле капацитетите на Јасен за одмор или за лов, сепак вработените со гордост раскажуваат дека нивен гостин бил и Раул Кастро, братот на Фидел Кастро, мароканската принцеза, градоначалникот на Москва Јури Јужгов, таткото и синот Сваровски, членови на британското кралско семејство, како и собственици на моќни и познати компании од Америка и Европа. Ако во минатото влезот бил забранет за обичните луѓе и им бил отстапен само на политичките и воените елити, од пред 10 години, ловиштето Јасен е достапен за сите граѓани и е прогласен за резерват. Благодарење на таа забрана, овие илјадници хектари недопрена природа, во која живеат ендемични видови на растенија и животни, може да се сретнат само тука и на ниту едно друго место во светот. Ловиштето Јасен е атрактивна и позната дестинација за ловџиите од Соединетите Американски држави и Русија,
а последните години и за љубителите на ловот од Европа. Распространет на површина од 7000 хектари, изобилува со разновиден дивеч. Ловиштето Јасен се вбројува меѓу 10 најдобри ловишта во светот. Јасен годишно го посетуваат вкупно од 12 до 15.000 гости. Минатата година преку тур операторите ловели 340 ловци. Најмалата трофејна вредност што се плаќа во Јасен е 400 евра за одстрел на дива свиња, а неизин максимум е околу 6500 евра во зависност од трофејната вредност. Цената на козата е од 2500 до 4000 евра, а за еленот од 1500 до 17.000 евра. Ловот се спроведува врз основа на годишни договори со лиценцирани ловни туроператори во светот, во кои се дадени ловни пакети за определени видови дивеч и термини, кога таквиот лов може да се реализира.